Компактни димензии, просторност и футуристички интериер. Така во Ауди го замислуваат автомобилот на иднината. Тие уште сметаат и дека силните за брзување и големите крајни брзини се застарени и дека вештачката интелигенција ќе ја превзеде контролата над возењето. Сето ова спакувано во малку чудна, но сепак препознатлива каросерија беше главниот новитет на марката на салонот на автомобилите во Шангај. Погонот, се разбира, е електричен во оваа концептна фаза со 170 конски сили кои ги задвижуваат задните тркала. Добар дел од должината од 4,3 метри отпаѓа на меѓуоскиното растојание, а ширината од 1,9 и висината од 1,5 метри обезбедуваат прилично големи димензии на кабината која нема централен тунел на средината. Во неа патниците ќе може да работат што сакаат, бидејќи способноста за автономно возење им го дозволува тоа. И првите две букви од ознаката на концептот А и МЕ почнуваат на исто. Зад нив се крие збир поврзани иновативни технологии, односно електронски системи кои нудат нови можности за користење на автомобилот и времето поминато во него. Патниците ќе можат интерактивно да комуницираат со возилото и тоа пак со инфраструктура и целокупното опкружување. Сепак, иако е замислен првенствено за градска употреба, ангажманот на вештачката интелигенција ќе биде ограничен на автопатиштата и посебно опремени подрачја на кои возачот ќе може во целост да ја препушти контролата. Што се однесува на надворешниот изглед, А и МЕ има различни пропорции од било кој друг модел на Ауди. Футуристичките идеи не преовладуваат, како што е вообичаено кај вакви концепти, заради што неговиот дизајн најверно би можел да се опише како алтернативен. Превисите напред и назад се кратки, аголот на хаубата и ветробранското стакло остри, а големите врати се отвораат во спротивни насоки. И покрај ова, Ауди А и МЕ сепак не изгледа како големо коцкасто комби, туку зрачи со динамичност. Неа посебно ја нагласуваат 23-инчните тркала и вешто вклопениот заден дел. Сето ова го разликува од студиите на главни конкуренти, давајќи впечаток дека е подготвен за пазарен настап, но за такво нешто од Инглштад засега нема никаква најава.